Здраво, драги гледачи, добредојавте во новата емисија на Супер Звезда. Јас прво да ги прашам супер звездичките како се. Добри ли сте, дечки? Да, живи, здрави? Да. Се под контрола? Да, интересно е што околу мене се наоѓаат пејачи, поточно пејачишта, кои ќе имате шанса да ги видите оваа година на новиот детски музички фестивал Супер Звезда. Оваа емисија ќе ја посветиме на луѓето кои што учествуваат на фестивалот. Тоа се овие дечиња и многу други кои ќе имате шанса да ги видите кога ќе дојде денот, а тоа е 25 и 26 април. Еве за неколку дена од сега во универзалната сала ќе бидеме собрани сите заедно и ќе се представиме со еден спектакуларен и невиден фестивал. Оваа година Супер Звезда ќе го направи најголемиот фестивал на сите времиња што некогаш бил направен. И меѓу другото, значи, освен оние деца кои учествуваат, ќе имаме шанса да ви презентираме и дел од оние луѓе кои што помогнаа во правење на детските песнички оваа година. Ќе имаме шанса да разговараме со композитори, со автори, со текстописци, со продуценти, луѓе кои што денот го поминуваат во студио, работат и ги прават песничките да звучат модерно, да звучат светски и да бидат нормално тоа што Супер Звезда ја прави да биде најголем и најдобар фестивал на Балканот. Дечки, дали сте расположени денеска да направиме џумбу со оваа емисија? Да, ете, во овие изминати неколку месеци неуморно се правија и се снимаа вашите песнички. Какви искуства имате вие од сето она што го поминавте во студио, убави или лоши? Супер, сакате да пеете? Да, за оваа година песните спремни се, да? Да, ќе направиме џумбус? Ќе направиме нешто невидено? Останете со нас, драги гледачи, и ви ветувам журка како што сте немале досега во следните 60 минути, значи ќе ги видиме дечињата и луѓето кои што прават Супер Звезда фестивалот да биде онаков како што во суштина и е. Така да ќе направиме кратка пауза, се враќаме веднаш по рекламите. А сега за прв пат во Супер Звезда имаме шанса да разговараме со братот на Јован Јованов. Тој дечко се вика Иван Јованов и е многу интересен, млад и опасен кога станува збор за музика. Еве го веднаш до мене, здраво живо Иван и добре дојде Супер Звезда, како си? Па супер сум, здраво на сите што гледаат Супер Звезда. Се надевам ќе се журкаме добро, ќе биде све окей. Така и ќе направиме фестивал како што немало никогаш до сега, нели? Да, со најубави песни, со најубави пејачки и со све. Ете така, ти некако го наследи брат ти во она што тој го прави. Кој е постар од вас двајца? Па он е постар 4 години. Он е постар 4 години и те слушали сега тебе како помал, пошто ти треба да кажеш што и како он треба да прави. И па се го слушам ја него, он ми дава совети и ја понекогаш и така. Работите заедно во се ова што се прави, значи и ти си човек кој што влијае многу врз работата и врз неговата кариера, нормално и тој врз твојата. Која е сега твојата функција, кажи ми, во сето ова што се случува во врска со Супер Звезда? Па мојата функција, јас главно имам неколку аранжмани, имам неколку музики на Супер Звезда, исто така јас сум главен во снимање на сите тие песни, за вокалите, за тоа. Значи, дечињата која доаѓаат, која се снимаат вокалите, ти си тој кој што ги снима? Да, јас сум тој главниот. Сега да ми кажеш, која од овие женски овде најубаво отпеа? Имаме ли вака некоја посебно што се истакнува или? Тешко дека ги одберам, сите се многу талентирани, така да. Греша ли понекогаш? Па сега, сите грешат, али... Е страшно кога ќе се сгреши во музика. Дај. Кој сгреши кој? Ти малце? Страшно беше? Не, а ти? Јас. И малце, така, ете, драги гледачи, значи гледате овде колку весел амбиент и атмосфера. Ме интересира дали некој од вас има прашање некој за Иван, сака некој нешто да го праша. Барбара Злато, повели, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Барбара Пович и сакам да го прашам батко Иван која е моја првата песна. Така, се сеќаваш ли на моментот која направи твојата прва песна? Па, мојата прва песна, тоа било поодавна, не се сеќавам баш и која е тачно. Као соло пејач имам една песна, се вика Солзи 2, таа е извадена пред 2-3 месеци и така. Ака, супер, ти посекуваме уште многу такви хитови и уште поголеми од таа, па еден ден и на Евровизија да те видиме. Ти, Марта, имаш прашање за Иван, да? Кој е твоето прашање, кажи? Здраво, јас сум Марта Митровска и сакам да прашам од колку часа работи на еден ден. Супер. Ова е специјално прашање, со Марта се договоривме, сите ги прашуваме денес тоа исто прашање. По колку сати работиш ти? Колку има дента снимање. Некој ден може да работам и цел ден што се вика, некогаш така по 2-3 сати и тоа. Ала, Сара има прашање, повели Злато, кој е прашањето? Здраво, јас сум Сара Ислам и сакам да го прашам Иван каква музика слуша. Каква музика слушаш, ако слушаш? Па, да, нормално дека слушам музика, иначе слушам све. Све што ми се свиѓа, све што е убаво, све што
можам да го слушам, да го прифатам, да се осеќам убаво кога го слушам. А најмногу супер звезда, така? А најмногу супер. Во последно време. Оваа женска, драги гледачи, сега ме влечеше за ракавот и сака нешто да каже. Имаш прашање? Да. Абе, кое е твоето прашање, Зиво? Дали убаво му да работи тука во ова студио? Сега ќе го прашаме. Значи, убаво ли ти, Иван, да работиш овде во ова студио? Да, прекрасно, посебно кога имам вака убави дечиња кои убаво пеат и така. Нема ништо поубаво на светот, а? Да. Супер, фала ти многу што беше денеска наш гостин, што имавме шанса да те промовираме и презентираме во Супер звезда. Значи се надеваме еден ден дека ќе дојдеш и на сцената да ни бидеш гостин, па ќе пееме сите заедно со Супер звездичките. Сега ќе му направиме да пукне на Владко Иван, а после кратката пауза ќе се видиме со еден друг интересен батко кој што се вика Дамјан. Драги гледачи, 3-4. Овдека во студиото каде што бевме денес да бидеме гостин, имаме еден мој колега кој сакам специјално да го поздравам. Станува збор за Дамјан. Дамјан, добро ни дојде во Супер звезда. Фала, добро ве, најдов, супер пријем. Добри сте? Одлични, да, супер. Како си ти, кажи? Супер е, обкружен со деца, така интересно е. Последно време, значи овдека последните 3 месеци еден куп дечиња дојдоа, многу песнички се прави овдека во студио. Кажи ми, што беше твојата функција сега? Па генерално ние кога работиме тимски, така да секој има одредена задача, да речеме, аранжман, ако правам јас или ја правам музика, па друг прави аранжман, трет прави текст. Така да во главно не знам аранжманите ги работевме на песни. Како се снајде со Супер звездичките? Дали беа добри, имаш убави искуства со нив или беше напорно? Па не е напорно, мислам дека е интересно со деца кога се работи. Сега не би го нарекол тоа напорно, меѓутоа е специфично да работиш со деца и треба да имаш добар пристап. Така, да, и децата бараат добри луѓе за да работат со нив. И е ли Дамјан таков? Дали е добар или не? Како? Добар. Добар е, да, стварно е добар. Браво бе, Дамјан, видиш, одма си пофален уште у старт на нашето интервју. Имате ли прашања за Дамјан да видам, а? Има? Кој сака да постои прв прашање, например? Барбара, ти злато повели кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Барбара Поповиќ. Сакам да го прашам батко Дамјан од кога се бави со музика. Супер, значи Дамјан, од кога се бавиш ти со музика? Па од кога? Не знам, од мало. После останало средно музичко, да заврши средно музичко, така да од тогаш па до ден денес тоа е више долго време. Така, кога прв пат кај тебе се родија така идеи да почнеш да свириш на нешто? 5, 6, 10 години отприлика? Па негде да, на таа возраст, негде нижо кога требаше да се биде во музичко. Бев една година нижо, ама некако така искочи да се откажав, после се запиша во средно и терав се во средно и така се погоди. Те прави ли музиката среќен? Па нормално да. Не би ја работел ако не ја прави. Те прави среќен, те прави слободен, те прави, не знам, креативен и све тоа што носи со него. Супер, фала. Следно прашање, има некој за батко Дамјан? Да, кој сака да постои прашање? Оваа кукла овдека, повели злато? Дали имате соработувано со некој многу познат од македонската естрада? Прекрасно прашање, Сара, фала. Дамјан, значи, со луѓе од наша естрада соработуваш ли со некој од нив? Оваа естрада сега што и ние сме дел од истата кога почињавме со магија, така да сите ги знаеме овие прошливи 10 години кои све се на естрадава. Моментално соработуваме највеќе со Next Time. Они се наш производ, ние ги работиме нив комплетно и албуми, и музики и све тоа, така да околу тоа сме највеќе ангажирани. Што ќе направат Мартин и Стефан на Евровизија вака? Можеш ли да прогнозираш? Ајде? Па не сум ја некој добар прогнозер, али мислам дека супер ќе се представат, ќе имаме добар наступ, што е најбитно. Другото, има други моменти што се врзани со Евровизија, што не се дел од музиката и од креативниот дел, така да. Кој сака од вас да биде како Next Time, а? Има ли такви? Сакаме да видиме? Сите сакаме да бидеме како Мартин и Стефана, да им посакаме многу успех на предстојната Евровизија и да им пратиме бакнежи. Ајде! Многу бакнежи за нашите другарчиња Мартин и Стефан од Next Time. Ајде сега следно прашање, има некој за батко Дамјан? Да? Кој? Оваа женска овде, Марта, повели, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Марта Митровска и сакам да прашам од колку часа работи на еден ден? Супер. Дамјан, колку сати дневно работиш, значи кога доаѓаш да работиш во студио? Па зависи од проектот што се работи, зависи од потребата колку треба да се остане. Например, Next Time албумот кога го спремавме, работевме 2 месеца онака од Сабајле па до неограничено на кога ќе заглавиме, така да зависи. Дали е тешка твојата работа?
тешка. Не е тешка кога работиш за задоволство, ништо не е тешко, не е нормално. Сега све си има предности, све си има, нели, лоши страни, мани, ама углавно не е тешка, интересна е многу, пошто пак креативна работа. Еден куп женски имаме сега тука вака околу нас. Можеш ли да кажеш која од овие женски овде што е најубаво ја испеа својата песна? Тоа ќе видиме на крај. Меѓутоа, ја мислам, сите супер се пеат, нели, нормално, секој си е специфичен на свој начин и сите имаат специфични песни за нив. Така да ќе видиме на крај, али сите ќе бидат супер, ја мислам. Да ги прашам еден по еден сега, да видам, например, Барбара, твојата песна каква е, со што ќе се представиш, еве да чујат гледачите? Лани пеев на италијански, а сега ќе пеам на македонски со една брза песна. О, брза ќе биде оваа песна. Да видиме сега другите овде кои што ќе пее. Кате, каква песна ти оваа година ќе пееш во Суперзвезда? Јас ќе пеам славна пејачка, песната така ми се вика. А ти сакаш стварно да биде славна пејачка еден ден кога ќе пораснеш? Да. И ќе бидеш, да ти кажам, супер, а задоволна ли си од тоа како звучи твојата песна? Да, задоволна сум. Супер, а ти бе кукла, бе, шо преш бе? Добре ли си? Твојата песна како се вика? Мојата песна се вика Манекенка. Леле, еби ја ми една манекенка. А вие две бе женски? А бе, шо правите бе? Добри сте? Ке пеете и вие? Да, Марта ти? Ја да. Со кого пееш? Со Викторија. Вики, заедно пеете вие двете? Да. И каква песна ќе пеете вие? Шема девој. Шема девојки, вие сте шема девојки, шемаџики? Да. И слушнав дека има некој имиња во вашата песна. Кој све се спомнува во песната? За Тонезен, за Елен. И Тонизен, и Елена се спомнати у песната. Браво, си задоволни ли сте од песната? Да. Тешко ли е да се напише детска песна? Па тешко, не е тешко, си има терк, нели, нормално, треба моца да се ставиш во тој филм, тој фазон. Меѓутоа не е тешко, не знам, тоа треба Илвирка прашаш, он ги работи текстовите, така да на него најверојатно му е малце по-аква да се адаптира према текстуално према тоа што го бараат децата. Иначе музички не е тешко, супер. Се има ли време да се постигне се? Па ако се запне ќе се стигне нормално. Се има, ќе се подолат обврски, голем тим сме работиме, така да не е проблем, се стига. Фала ти, Дамјан, многу што си дел од тимот кој што учествуваат во правење на песните на Суперзвезда и ќе се видиме на 25 и 26 април во Универзална сала и ги каниме сите гледачи кои што не гледаат сега да дојдат таму и да видат, значи, за какво чудо и за каква невидена продукција, значи станува збор ова што ќе го видите оваа година, не само што прави Суперзвезда да е најголем фестивал за деца на Балканот, него прави и да има толку модерна и толку современа продукција со таков квалитет на песни како што немало никогаш до сега. А за тоа нормално тука е Дамјан и целата екипа со кој што тој работи. Фала ти уште еднашка, Дамјан, да му направиме на Батко Дамјан да пукне. Ајде уште еднашка да пукне, да ни е жив и здрав и да се дружиме. Ние ќе направиме кратка пауза, а веднаш потоа се враќаме повторно во програма. Многу звезди денеска во Суперзвезда, една од звездите која што ни е гостин е и човекот кој што оваа година напише многу детски текстови. Предпоставувам текстови кои што уште долго ќе се пеат. Човекот кој што напиша повеќе хитови се вика Елвир Мекич, и го веднаш на мене. Елвир, добро ни дојде во Суперзвезда. Добро ве најдов, добро дојдовте вие во нашето студио и добро дојдовте во нашиот парк каде што се одмараме после снимање. Супер, прекрасно е место. Дечки, си одиме или остануваме тука? Остануваме! Кажи ми што правиш на професионален план, докаде си планираш нешто, како одат оние работи кои што у животот ги започна со твојата музичка кариера? Фала Богу, добре. Значи, во последно време нешто што работиме најмногу е припремата нели за Евровизијата. Потоа го работиме албумот на Јован, кој би требало да излезе пред летото. За мене се работи еден сингл кој ќе излезе нормално пред летото, а албумот го планираме негде, здраве Боже, на есен. Да, кога се вратат сите од летен распуст, одморени и после ќе го пуштиме албумот и така. Така, Јован најави дека ти си одговорен и главен за текстовите овде во Јованов Рекордс. Од каде наоѓаш идеја, инспирација за тоа што да пишуваш? Малце беше чудно кога ми кажа колку треба текстови да напишам за колку дечиња и мораше, значи, да разговараме со сите нив поединечно и сите нив да ги прашаме зашто сакаат всушност да пеат. Не беше тешко. Едно девојче сака да пее за волшебни чевлички, друго девојче сака да биде шема девојка, некој сака да пее за рок, за поп. Значи сите сакаат различно и тука не ми беше тешко што ќе ми ја дадат темата, малку ќе се поиграм со детето што ја пее таа песна, гледам какво е, дали е темпераментно, дали е малце поповлечено и ја правиме песната токму така како што е
детенците. Така, дечки, задоволни ли сте од вашите текстови кои што ги напиша Елвир, а? Да? Супер, повели Злато. Ја здраво, јас сум Луна Стефановска и сакам Елвир да го прашам која му е негова најомилена песна. Од неговите или од детски? Од неговите. Супер, Елвир, која твоја вака ти е омилена песна? Не можам некоја да одвојам некоја која што ми е така најомилена. Ево како што ми се сите овие дечиња мили сите подеднакво, така и моите песни. Така. Еве, има прашање кате повели Злато? Јас сум Катерина Вадаровска, сакам да го прашам Елвир Мекич која му е најмилена песна од Супер Звезда. Така, ајде од овие песни кои ти ги напиши, има ли вака некоја што ти е најомилена? Сега не можам да исто како со моите песни. Ја овие песни што ги направив за децава се исто како мои песни, така ги чувствувам и дури ги правев се вратив малку на моето детство. Кога бев мал, така да не знам, сите ми се убави. Може ќе чујам некои од тие останатите што ги правеле другите автори, па може некој од нив ќе ми биде поомилен. Какво детство имаше, ви кажи ми, вака ме интересира. Какво дете беше ти? Бев немирен, бев палав, секогаш бев во дружина да ја ги организирав сите работи што треба да ги прави друштвото. Има прашање Марта за батко Елвир, така ли? Кој е твоето прашање, Злато? Здраво, јас сум Марта Митровска и сакам да прашам од колку часа работи на еден ден. Ете го прашањето, драги гледачи. Ето го прашањето. По колку сата на ден работиш ти вака со музика, со текстови, со сето тоа? Па јас немам некој ограничено време на работа, зависи од моментот на инспирација. Може некојаш да направиш песна за сат време, може некојаш да не ти тргне, па да окапеш 3 дена да не можеш да го направиш текстот. Така, еве, Елеонора има едно прашање, да видиме кој е твоето прашање, Злато, за батко Елвир? Здраво, јас сум Елеонора Јовановска и сакам да го прашам Елвир Мекич дали му е тешка работата. Супер. Значи, дали тебе ти е, Елвир, тешко ова што го правиш со музиката или уживаш во се ова? Не, јас нормално дека уживам, али вака кога овој месец, значи, други правев овие песни за овие дечиња, таман ми беше некако месец за одмор и месец за релаксација, затоа што претходниот месец имавме еден напорен месец кај што ја прошедавме цела Македонија, скоро сите градови, секој ден патувавме и си реков дека наредниот месец нема ништо да работам и ќе одмарам, само да се одморам од тој месец. И кога ми кажа дека треба да ги работам песни, мислев прво дека ќе ми биде напорно, али после, откако почнав да работам со овие дечиња, видов дека навистина се одморив овој месец и ниеден друг месец не ми бил волку релаксиран и волку убав колку овој што помина. И да го чекаме и новиот фестивал да дое следната година за да ги пишуваме. Ако може по 2 годишно направи добро. Ќе биде најво. Супер. Барбара има прашање. Кукло, еве, повели кој е твоето прашање за батко Елвир? Здраво, јас сум Барбара Поповиќ и сакам да го прашам батко Елвир кога пее на вина дали има трема. Ова е убаво прашање, значи и они се пеачи и ти си пеач. И има ли трема? Не, јас тремата се поздравувам со неа позади бина и ја оставам таму да прави што сака, а јас излагам без неа на бината и така. При крај сме со ова интервју кое што го водиме со Елвир. Имаме уште едно прашање. Оваа женска овде што се вика Сара сака да го постави. Повели, Сара, кој е твоето прашање за батко Елвир? Здраво, јас сум Сара Ислам и сакам да го прашам Елвир кога прв пат почнал да пишува текстови и да се занимава со музиката. Мојот прв текст го напишав во забавиште на моја симпатија. Да, затоа сега имам доста текстови за симпатии нели на овој фестивал, али на неси ги посветував сите мои песнички, со тетрадки, тоа било пишување, не излагање од дома по цели вечери, пишување песнички за неа. Значи уште во забавиште на нивна возраст. Браво, колку прекрасна работа. Еве гледате, драги гледачи, дека љубовта е посилна од се. Да. Ти благодарам многу што беше гостин во Супер Звезда. Фала ви на вас што дојдовте кај нас. Фала на овие прекрасни дами тука што не дружеа денеска и што ни го направија денот уште поубав. Ете ти, фала многу, а вие, драги гледачи, останете заедно со емисијата Супер Звезда. Ќе направиме кратка пауза, а веднаш потоа овдека се враќаме да ви представиме еден многу интересен шизик од светот на шоу бизнесот. Од оние луѓе, композитори и продуценти кои оваа година учествуваат во правењето на детскиот музички фестивал Супер Звезда,
Во овој блок ќе имаме ексклузивна можност и шанса да поразговараме со нашиот денешен спектакуларен гостин, а тоа е JJ или Јован Јованов. Јован, здраво, живо и добродојде во Супер Звезда, како си? Па, здраво на сите дечиња, здраво на тебе и поздрав за сите што не гледаат. Супер сум, одличен, нормално со Супер Звездите. Супер. Како и секогаш, така? Да. Ова се дел од оние дечиња кои што оваа година имаат шанса да пеат твои композиции или композиции во кои ти учествуваш како аранжер, како композитор. Какви се искуствата твои од се до сега што имаш на полена работа на песни за деца? Па супер, јас сум имал неколку, иако искуството со поголемите ми е поголемо, но ево оваа година некако ќе може да се изедначи, бидејќи има многу суперзвездички у студиото што дојдоа да снимаат. Интересно да се снима со деца, секогаш мораш нивните желби нели да ги исполниш, па на сред снимање нешто им се прави, им се јаде, им се пие, па не ќе левака, сега левака, али тоа те прави да те оттргнат сите секојдневни обврски или од проблеми, баш ти го прави поубав денот, нели? Така, ме интересира мене, ги интересира и нашите гледачи. Како се прави една детска песна? Каде ја наоѓаш ти инспирацијата за тоа? Со кого разговараш? Па вака, разговарам со Елвир, бидејќи он ги прави текстовите. И обично него му е така потешко да... Мислам, не потешко, чудно му е да направи детски текст. Јас сум тука со музиката, само ја правам по-весела, по-хепи, дека се е убаво. Нормално, нели, животот е убав, светот е убав и тоа треба да им го кажеме на децата и затоа се мелодиите секогаш срекни, весели и распеани. Се, оваа женска, драги гледачи, овде што ја гледаат, има прашање имаш? Да. За Батко Јован? Да. Да, ти го знаеш Батко Јован? Да. Се дружите со него одамна? Да. Да? Ајде сега да видам кој е твоето прашање, Луна, за Јован. Здраво сум Луна Стефановска, сакам да го прашам дали му убаво тука да работи. Супер. Дали ти е убаво ова што ти го работиш, Јован? Убаво ми е тука, ја го работам ова од малецок, од 5 години почнав да свирам клавир, значи, одев во нижо музичко, па после учев ударни, па почнав да пишувам стихови, песнички, песни и така, композиции. Од најмал ти се најде себе си во музиката. Од 3 години работам. Ај, По тенџериња прави бубњеви. Така, од мама тенџерињата ставање тука и лупање на све. Ја све кршење, лом. И ден денес лупаш на тенџериња или го напушти тој? Тој бизнес го напушти, нема више тенџериња. Сега лупаме на компјутер, на тастатура. Супер, да видиме следно прашање. Кате е по или Злато? И ти имаш прашање за Батко? Јас сум Катерина Вадаровска, сакам да го прашам Батко Јован колку години се занимава со музика? Мака, ако кажам, ќе открием колку години имам, затоа боље не кажувам. Да не одговарам. Многу години. Значи многу години, драги гледачи, они кои сакаат да знаат, одговорот е многу. А суштина не се толку многу. Така, не се малку години, драги гледачи. Многу малку години. Многу малку години, малкичко. Малкичко. Супер. Ајде сега кукло додите и вама да име. Елеонора има исто така прашање за Батко? Да. Кој е твоето прашање, Злато? Здраво, јас сум Елеонора Јовановска и сакам да прашам дали му е тешка работата на Батко Јован. Ајде, тешко ли е да се прави сега музика? Вака, ако работата ја сакате, тогаш нема да е тешка. Си ја работите со мерак, со кејф и сте срекни дека ја работите, кога ќе направите убава песна, сте уште посрекни и така да едина тешка работа некој ќе треба компјутер да го носи на поправка, многу е тежок. Тој тешко се носи. Друго све оди со срце, со љубов, нели? Ете така. Ево уште една женска овде што се вика Марта. Колку години имаш бе ти, Злато? 5. 5 години, Марта. Па сега е прашањето за Батко Јован, така? Да. Кој е твоето прашање, Злато? Здраво, јас сум Марта Митровска и сакам да прашам од колку часа работи на еден ден. Батко Јован, по колку часа ти дневно работиш во твоето студио? Па значи ние немаме одредено работно време, секој ден работиме различно. Некој ден може да работиме 3-4 сати, некој може 10 сати да работиме, некој ден може и да не спиеме, така да зависи колку работа имаме, толку работиме. Така, И немаме слободни викенди, така да тешка е работа. Тешка е. Ела, Злато, сега ти, Барбара, да пукне, Барбара. Како си, добра? Да. Расположена? Да. Пролетно расположение и кај тебе владе? Да. Значи, како и кај сите нас. Сега Барбара ќе опостави прашањето. Кој е твоето прашање, Злато? Здраво, јас сум Барбара Поповиќ и сакам да го прашам Батко Јован кој му бил првиот инструмент. Значи, освен тенџерињата, што ги нема вака во музички инструменти, не се регистрирани како инструмент, кој бил првиот инструмент на кој што си почнал да свириш? Па значи првиот инструмент, ете освен тарабуката да кажам, беше пијаното. Од 5 години значи отидов на пијано, почнав да учам ноти, да свирам и дома имавме исто пијано, така да се уште го имаме. Понекогаш се свиркам заради душа,
така да тоа ми бил првиот инструмент, може да кажем, официјален. Јас сакам малку настрана од ова сега што го разговараме за дечињаве и за детските песни, сакам да те прашам, ти имаш твоја продукција која се вика Јованов Рекордс, така ли? Така, да. Ме интересира со кој се соработуваш во Јованов Рекордс, значи да ги кажеме и дали е точно дека и Next Time сето она значи што се случува на музички план за Мартин и Стефан, го работиш ти. Така. Па значи во мојата продукција, во мојата фирма сме сега јас, Елвир Мекич и Next Time, така да заедно работиме, заедно правиме песни, заедно освојуваме фестивали, награди и сега како тим добро ни иде, понатаму мислиме да се прошириме уште некој да земеме продукција, не е лошо и девојче да земеме, пошто сме само мушкарци. Женски имаме колку сакаш овде, да. За звезди, од супер звездите ќе изгледат екстра мега звезди и така да може да некој ден да бидат новите Next Time или новиот Елвир Мекич или така. Кажи ми, со други лица од македонската естрада, со кого све имаш соработувано? Па имам соработувано со многу, значи и со Адриан Гаджи имам соработувано, со Тони Зен имам соработувано, знам дека би бил гостин. Ала, ни беше, да, минатата година ни беше гостин. Така да имам и со многу да не ги бројам од естрадата, со сите овие 10-12 години како што работам, значи активно скоро со сите од естрадата имам соработувано или снимале кај мене некоја песна. Како и да е, убава оваа работа и убаво што ете така ме исполнува и ми дава инспирација и како да кажам, ме поттикнува за подобри песни, за поголеми соработки и поголеми проекти. Така, дали имаш некој вака пејач од домашна или странска естрада кој посебно ти се допаѓа на тебе? Па не знам, ете јас да не бидат овие од продукцијата, ете ќе избавам од хип-хоп музиката, Тони Зен и Слаткар ги обожавам, би ги поздравил многу. Супер, ќе ги поздравиме и ние. Имам ли сега уште некој прашање за Батко Јован? Сара, значи Сара, кој друг ако не она? Сарче, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Сара Ислам и сакам да го прашам Јован, со што друго се занимава освен со музиката кога има слободно време? Браво бе, ова е супер прашање. Јас знам дека он брка женски у слободно време, али освен музика и бркање женски, што друго прави Батко Јован у слободно време? Збори на телефон. Најчесто. Најчесто. Значи, разговараш, менаџираш? Па да, све правам и тоа ми зема доста време, да ти кажам искрено, но се трудам, имаме тим, работиме сите, помагаме колку можеме и така е тоа. Знам нешто дека се бавиш и со видео продукција, снимање спотови? Да, значи режирам и спотови, ете моите на спотовите на Елвир Мекич на Next Time, сите јас ги режирам, ги правам и така, све по нешто. Све по нешто. Се има ли време за се да се стаса? Па викаат има време за се, ама колку има време за се, толку и нема време за приватност, така да и тоа е малку лошата страна во овој бизнес. Оние кои што не гледаат сега, малите дечиња и нивните малку повозрастни родители, сакам да им кажеме што ќе имаат шанса и какви песни ќе можат да чујат од продукцијата на Јованов Рекордс оваа година на детскиот музички фестивал Суперзвезда. Така, јас би ги поканил сите, значи дечиња и сите родители да ги донесат на Суперзвезда, си поминат убаво, ќе има многу хитчиња оваа година кои ќе се пеат, кои ќе се вртат и ја мислам треба да ги научат и да бидат дел од Суперзвезда зашто заслужуваат. Така, еве оваа покана исто и јас ќе упатам до вас, а со Суперзвездите ќе ви мафнеме, ќе ви пратиме многу бакнежи и ќе ви кажеме ка сите заедно ве чекаме на 25 и 26 април во Универзална сала. А ова до мене беше Батко Јован Јованов и му благодарам многу за денешното интервју и благодарам за тоа што даде несебичен придонес за развојот на детската музичка култура во Република Македонија и што ни направи многу хитови. А сега каде одиш? Одам на состанок. Ајде, вие да пеете у студио. Да, одиме да пееме. Чао, Јован, поздрав, се гледаме. Дечки, каква емисија беше оваа? Супер! Се забавувавте ли? Да! Убаво ли си поминавте денеска? Супер! Ете, за крај оставиме уште само да ги поканиме сите оние кои што сакаат да се забавуваат заедно со нас, да дојдат на 25 и 26 април во Универзална сала Скопје. Суперзвезда во двата дена ќе одржи вкупно 6 представи. Секој ден ќе имаме по 3 представи кои се започнуваат во 11, 17 и 19 часот. Овие прекрасни девојчиња што ги гледате околу мене, а и многу други ќе бидат тамо, значи некаде од прилика 180 дечиња од цела Македонија ќе настапат на детскиот музички фестивал
суперзвезда кој оваа година слави 10 години постоење и кој што оваа година ќе го направи дефинитивно најубавиот и најголемиот фестивал кој што некогаш суперзвезда успеале да го направат. Им благодарам на сите оние кои што денеска беа гости во оваа емисија и ви благодарам дечки на вас. Сега да им мафнеме на нашите гледачи, да им пратиме батнежи и да им кажеме кај ги чекаме во Универзална сала. Се гледаме тамо на 25 и 26 април. Чао, до гледање, пријатно.